Tačno ke ja sakam, postaja svoja, skopni kaženi. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски објави дека започнало уредувањето на паркот Македонија 1, 2 и 3, каде во моментов се поставува нова урбана опрема, вклучувајќи и клупи, корпи за отпадоци, како и уредување и обновување на летниковците кои секојдневно ги користат голем број граѓани. Во својата објава тој истакна дека парковите представуваат важен дел од урбаното живење, нагласувајќи ја нивната улога како простор за одмор, рекреација и социјализација. Парковите се белите дробови на градот, таму децата растат, семејствата создаваат спомени, младите се дружат, повозрастните наоѓаат мир, сенка и простор за одмор, порача Ѓоргиевски. Тој додаде дека одржувањето на зелените површини е редовна обврска на градските служби, но истовремено упати апел до граѓаните за одговорно однесување и зачувување на јавните простори. Нашата обврска е парковите да бидат чисти и уредени, безбедни, достојни за сите посетители. Затоа редовно ги одржуваме зелените површини кои што се под надлежност на град Скопје. Но истовремено упатувам апел до сите граѓани да ги чуваме парковите како свој дом, наведе градоначалникот. Според најавите од град Скопје, во рамки на програмата се предвидува изградба на нови паркови, проширување на зелените површини со цел зголемување на јавните простори за одмор и рекреација. Да ги посетуваме нашите паркови, да уживаме во нив, но и да ги чуваме. Зеленилото е богатство кое им припаѓа на сите нас, но и на генерациите што доаѓаат по нас, порача Ѓоргиевски. Општина Ѓорче Петров информира дека во рамки на планираните активности во тек е спроведување на дератизација и дезинсекција на повеќе локации низ општината. Мерките се реализираат со цел превенција од појава и ширење на штетници, како и намалување на ризиците по здравието на граѓаните. Од општината истакнуваат дека активностите се дел од пошироките напори за обезбедување почиста, побезбедна и поквалитетна животна средина за сите жители. Градоначалникот Александар Стојковски нагласува дека ваквите мерки се составен дел од континуираната грижа за јавното здравје и подобрување на условите за живот во општината. Грижата за здравјето на граѓаните не е еднократна активност, туку постојана обврска, затоа продолжуваме со превентивни мерки кои придонесуваат за поголема безбедност, подобра хигиена и поквалитетни услови за живот во секое населено место во нашата општина, порача Стојковски. Со овие активности општина Ѓорче Петров продолжува со редовни превентивни мерки насочени кон унапредување на јавната хигиена и заштита на здравјето на граѓаните. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски денеска информираше дека се доделени вкупно 57 стипендии на најуспешните ученици од основните општински училишта, како дел од традиционалната пракса на поддршка на образованието и поттикнување на ученичкиот успех. Настанот се одржа под мотото "Со срце учам, со знаење успевам", при што беа доделени парични ваучери во вредност од 12.000 и 6.000 динари, во зависност од постигнатиот успех и категоријата на учениците. Како што истакна Костовски, 11 првенци на генерација од трите наставни јазици, македонски, албански и турски, добија ваучери во износ од 12.000 динари. Дополнително учениците од 5, 6, 7 и 8 делинија од истите наставни јазици беа наградени со ваучери во вредност од 6.000 динари, како признание за нивниот труд и постигнување во текот на учебната година. Градоначалникот се повика на мислата на Крсте Петков Мицирков дека образованието е најсилното средство за духовен и национален напредок, нагласувајќи дека вложувањето во образованието останува еден од клучните приоритети на општината. Континуирано се грижиме за нашите најдобри ученици. Учениците се нашата гордост, а наша должност е да го почитуваме нивниот труд, порача Костовски. Општина Центар информира дека во наредниот период јавното претпријатие Паркови и Зеленило ќе спроведе активности за сечење и кастрење на дрвја на улиците Ленинова и Мирослав Крлежа, согласно решенијата донесени од град Скопје по извршен стручен увид на терен. На улица Ленинова на потегот од булеварот Партизански одреди до Министерството за земјоделство ќе бидат отстранети 25 дрвја, а 74 ќе бидат искастрени. На улицата Мирослав Крлежа на потегот од булеварот Партизански одреди до улицата Орце Николов предвидено сечење на 3 и кастрење на 13 дрвја. Според стручниот увид, дрвјата предвидени за сечење се биолошки деградирани, суви, заболени, мртви или со нарушена стабилност на кореновиот и стеблениот систем, поради што представуваат и потенцијален ризик за безбедноста на јавниот простор.
Кај дел од останатите дрвија е потребно кастрење поради суви и надвиснати гранки. Дрвијата што ќе бидат исечени ќе бидат заменети со нови повозрасни садници. Новите дрвија ќе бидат засадени на истата локација каде што е извршено сечењето, согласно решенијата на град Скопје, соопшти општина Центар. Општина Карпош изрази сериозна загриженост поради зачестените случаи на вандализам и оштетување на урбаната опрема и детските игралишта на целата територија на општината. Оттаму информираа дека во изминатиот период се евидентирани повеќе случаи на оштетување на клупи, корпи за отпадоци, паркинг, држачи за велосипеди, како и детски и спортски реквизити. Последниот инцидент, како што наведуваат, се однесува на кршење на канделабра, на како што го опишуваат највандалски начин од страна на малолетни лица, што дополнително ја отвора потребата од поголема превенција и грижа за јавниот простор. Покрај материјалната штета станува збори за сериозно загрозување на безбедноста на граѓаните во јавниот простор, наведуваат од општината. Од Карпош посочуваат дека сите досега евидентирани случаи се пријавени во полициската станица Карпош, од каде е најавено изголемено полициско присуство и превземање мерки за расчистување на случаите. Дополнително се апелира до родителите да обрнат поголемо внимание на однесувањето и движењето на нивните деца, како и да разговараат со нив за значењето на зачувувањето на јавниот простор. Да го чуваме заедничкиот простор, затоа што јавниот имот е одговорност на сите нас, порачаа од општина Карпош. Случајот следува по видео објава на жител на Карпош, на која се гледа група малолетници, кои недолично се однесуваат и оштетуваат урбана опрема во еден од парковите во општината. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расцуте сни. Вечно ќе ја